И како што реков на почетокот на овој дневник, гостин во него е премиерот Никола Груевски. Ќе разговараме на актуелни теми, а посебно на една која долго е очекувана. Премиеру, прво добре дојдовте во студиото на Сител. Добро ве нашол, благодарам за поканата и поздрав до гледачите што не следат. Пред малку кога контактиравме, рековте дека ќе сакате нешто ексклузивно за Сител да кажете околу програмата на ВМРО ДПМН и на коалицијата со која ќе настапите овој пат пред гласачите, па ајде конкретно нешто да чуеме за таа програма која е долго подготвувана, генерално во два правци, во бизнис, социјалниот дел или во политичкиот. Како преферирате? Па, вака сега, програмата од вчера можам да кажам дека е завршена и е испратена на лекторирање, подготовка за печатење и печатење и во сабота, на 14 мај, во хотелот Александар Палас, во 12 часот ќе биде официјалната промоција на програмата. Ќе покануваме секој оној што е заинтересиран да дојде да го види, а оние кои што нема да можат, ќе можат да го следат истото преку интернет, директно, во живо. Може ли неколку хедлайнси да издвоиме? Програмата е обемна. програма. Има над 1000 проекти, нови проекти. И голем број недовршени, започнати а недовршени проекти. Програмата е долго време работена со вклучување на огромен број на луѓе. Многу внимававме да биде коректна, да биде прецизна и да нема нешто што некој можеби би помислил дека не сме го реализирале или да се најдат некои луѓе дека се изважени и така натаму. Значи внимававме само тоа што можеме да го реализираме, да го ставиме во програмата. Всушност тоа е наша карактеристика и за минатото, со тоа што овој пат имаме нешто пообемна програма од преходно, со многу проекти, како во инфраструктурата, така и во здравството, во социјалата, во економијата и во сите други сфери. Практично сфера по сфера детално се работеше за да се направи еден производ кој што верувам ќе биде најдобриот производ што Македонија го имала во овие 20 години независност. Сакате да прашате нешто? Да, предпоставам дека ќе биде тоа некаква амбициозна програма, посебно да речеме во економскиот дел. Ајде да пробам нешто да извлечам. Значи, врз основа на што ги правите тие калкулации, дали економскиот раст и другите економски показатели ви дозволуваат, да речеме, во текот на 2000 или во текот на наредниот период да правите амбициозна економска програма, која ќе планира внатре, колку што знам, значи, повеќе субвенции за разни категории? Прво, моменталниот развој на економската ситуација во Македонија во последните неколку месеци укажува дека економската криза заминува побрзо и од нашите очекувања. Значи, ние мислевме дека до крајот на оваа година ќе биде заминувањето. Меѓутоа, растот на бруто домашниот производ, кој што го објави гувернерот Гошев од околу 5,1%, укажува дека не само што предвреме порано од проектираното ќе замине светската криза и дека веќе заминува, туку и дека можно е да дојде и до повисок раст оваа година отколку што се државните проекции и проекциите на меѓународните финансиски институции. Државната проекција беше 3,5% раст, а ММФ и другите меѓународни институции околу 3, меѓутоа растот од 5,1 за првиот квартал укажува дека прилично е веројатно дека ќе биде и повеќе од предвиденото. Дури може да дојде и во времето како во 2007 и 2008, кога ги имавме историските највисоки растови во нашата економска историја од независноста до денес. Но не само тоа, не само тој податок. Во првите 3 месеци имаме рекордни 40% зголемување на извозот. И што е уште поважно, што се должи пред се? Што е уште се должи на развижување на економијата, заминување на светската криза, мерките кои што преходно ги превземавме како антикризни и други реформски мерки почнаа да ги даваат резултатите. Значи во првите 3 месеци во однос на првите 3 во минатата година 40% расти извозот и приближно на тоа расти и увозот, што исто така важен показател, бидејќи огромен дел од тој увоз е увоз на опрема, машини кои што понатаму произведуваат нова вредност и даваат нова вредност. Трговијата расте за околу 25%. Само во март индустријското производство има неверојатен раст од 25%, додека во 3 месеци, јануари и март, растот во просек е приближно, речиси, 15%, а проектирано, планирано беше да биде околу 6 до 7%. Значи, повеќе од дупло од она што беше планирано. По подолг период имаме
прекина трендот на намалување на вработеноста во индустријата, имаме зголемување на вработеноста во индустријата. Дали имаме во тие рамки изголемување на странските директни инвестиции? Ве прашувам зашто често ве обвинуваат дека не сте ги исполниле ветувањата околу директните странски инвестиции. Не сме ги исполниле во времето на светската криза, преходно ги исполнивме. Значи 2007 и 2008 ги исполнивме, очекувањата дури малку и повеќе од тоа. 2009 и 2010, како и сите земји во светот, така и во Македонија, беа под очекувањата, бидејќи никој не предвидуваше дека ќе дојде така глобална светска криза. Меѓутоа, оваа година веќе, во првите 2 месеци имаме по 50 милиони евра странски инвестиции. Ако така продолжи во текот на годината, можно е да ја надминиме и најсилната година, 2007-та, кога влегоа над 500 милиони евра странски директни инвестиции, и тоа е во историјата на Македонија рекорд. Никогаш претходно немало ни приближно. Значи, во овие 2 месеци, само да објаснам, имаме само за 2 месеци, само за јануари и февруари, 100 милиони евра странски директни инвестиции, кои што се повеќе од просекот во сите години кога СДСМ беше на власт, за цела година, кои што се идентични од странските инвестиции во цела 2009, кога имавме криза, и кои што се половина од инвестициите во цела 2010, за само 2 месеци, за јануари и февруари. И тоа го крева оптимизмот, на база на кој што веруваме дека кризата веќе заминува, и тоа побрзо од нашите проекции. Резултатите од преземените антикризни мерки конечно го зимаат својот силен замав и ни дава надеж дека програмата која што ја правиме, односно која што веќе ја направивме, веќе може да се базира на услови надвор од светска економска криза, значи на ситуација кога државата веќе е излезена од светска економска криза. Ве прашувам за странските директни инвестиции поврзано со програмата која ќе ја представувате. Имено во минатата програма имавте доста намалување на даноците, кои беа, да речеме, еден голем импулс за инвеститорите да дојдат, затоа што секој сака да плаќа помалку даноци. Дали во тој поглед планирате нешто дополнително, нешто ново? Да, во програмата се предвидува дополнително намалување на даноците и на придонесите. Значи, ќе има нови намалувања на даноци. Поконкретно ќе видите во сабота, во 12 часот во Александра Прашувам Палас. затоа што СДСМ чув неодамна дека најавуваат прогресивен данок, што во суштина не е намалување, туку е зголемување на даноците. Да, но ние сме партија која што верува во тоа дека колку се пониски даноците, толку подобро и побрзо ќе се развива економијата, која што генерира вработување. Значи, ние сакаме да им помогнеме на оние кои што вработуваат, а вработува приватниот сектор. Една од помоштите, има многу видови на помошти, е колку што е тоа можно да им ги намалиме даноците, за да они тие пари што нема да јадат во даноци, ги искористат во нови инвестиции и во отворање на нови работни места. Така што можем да најавам дека во програмата има неколку намалувања на даноци во неколку сфери, од повеќе врсти на даноци, неколку намалувања. И придонеси исто така, што конкретно со рокови, со прецизни рокови, колку, кога, како, ќе биде објаснето, односно ќе може да се види во сабота во 12 часот во Александра Палас. Ајде уште за социјалната сфера. Дал таму некако се планираат нови погодности, да речеме, за пензионерите? Имавте еден исчекор во однос на пензионерите во минатиот мандат. Да, ние веќе покажавме дека и без да ветиме, го немавме ветено во минатото, ако условите ни го дозволат тоа, дека ќе ги зголемиме пензиите на пензионерите, и тоа го направивме во неколку наврати, во просек порасна над 35% во просек, кај некои категории помалку, кај некои повеќе, овие што имаат пониски пензии дури и до 40%. Сега во програмата имаме и ветување. Значи, не одиме сега на неветување, имаме конкретно ветување на нови вонредни зголемувања на пензиите, точно во кој рок и за колку проценти. И тоа ќе може исто така процентите на зголемување и роковите се видат на презентацијата на програмата, а исто така не е заборавена и групата на луѓе кои што се приматили на социјална помош, на различни врсти социјална помош, и таму се предвидени зголемувања во точни рокови и со точни проценти на зголемувања. Говорам за вонредни зголемувања. На сфера се работи за здравствените работници.
ретко, никогаш, може би тие не добиле некакви зголемувања во однос на платите, секојаш државата ги ставала по страна. Тоа продуцирало најдобрите кадри од државните институции, да речеме, од големите клиники да одат во приватниот сектор. Лично ме интересира, јас сум заинтересиран, па да ве прашам дали и во тој дел планирате некакво во однос на здравството и зголемување на платите таму, значи прво да кажам во еден поширок контекст, дека планирани се и наведени точно во програмата и со проценти и со рокови, кога ќе се случат, зголемување на платите на целата јавна администрација, значи ќе има дополнителни вонредни зголемувања на платите на јавната администрација во наредниот 4 годишен мандат и точно е прецизирано како. Но посебно во делот на здравството, освен овој дел кој што ќе биде како и за сите во јавната администрација, ние се согласуваме со критиките дека врвните лекари се недоволно платени и дека дури и со тие зголемувања тие би биле недоволно платени. Така што применуваме една мерка која што детално ќе биде образложена во сабота на презентацијата на програмата, со која што мерка 100 најдобри стручњаци и доктори кои што најмногу даваат и најмногу се бараат и најмногу работат и кои што се најстручни, нели најстручните се бараат и најмногу, што е природно. Секој кога ќе биде во некоја ситуација да треба лекар, сака да биде кај најдобриот прегледан, опериран и така натаму. Секој месец 100 најдобри доктори ќе земаат дупла плата. Значи од ова што имаат сега. Покрај она зголемување од што би го добиле со плаќање пучинок, би добиле уште една плата повеќе секој месец 100 најврвни доктори во Република Македонија. Да, добро. Тоа е многу. Деталите повеќе во сабота во 12 часот. Една од сериозните карики во минатата програма беше субвенционирањето на земјоделието. Тоа беа сериозни пари кои се дадени таму. За годинава, исправете ме ако грешам, 115 милиони евра. Годинава нови 115 милиони евра, денеска веќе се пуштени на производителите на тутун. Гледав некои показатели за првото тромесечие, каде што навистина е многу пораснат извозот на земјоделски производи, што значи дека тоа може да биде една од битните карики во македонскиот извоз воопшто. Значи, ме интересира дали во рамките на земјоделието можат да се очекуваат нови субвенционирања, односно зголемени, пошто веќе имате нешто што го... Не само тоа, туку и субституција на увозот. Во минатото, кога беше СДСМ на власт, имавме ситуација кога се увезуваат домати и други производи кои што може да ги произведе Македонија. Во доволна количина не само за тукашна потреба, туку и за извоз. Сега, откако воведовме големи субвенции, не само што расте извозот, туку имаме и задоволување на домашната потрошувачка и помала потреба од увоз, во некои делови никаква потреба од увоз. Така што драстичното зголемување на субвенциите, кое што некогаш во 2006 беше 5 или 5,5 милиони евра, постепено до 115 милиони евра оваа година, не само што ќе го задржиме, туку и ќе продолжи да расте. И тоа значително ќе продолжи да расте од година во година, како поддршка директно од буџетот на производителите на земјоделски производи. И тоа не е се. Во тој дел имаме уште многу новини кои што драстично ќе им помогнат на земјоделците. Да не одам сега во конкретности, би сакал да оставам доста работи за презентацијата на програмата, меѓутоа ќе биде една од програмите кои што навистина ќе бидат атрактивни за земјоделците. Ајде малку на полесен терен, гледам не сакате да откривате многу околу, но битни работи кажавме. Да не останеме должни на гледачите за неколку коментари врзани за актуелната политичка ситуација, имено ова што е најактуелно овие 2-3 дена. Се судира ВМРО ДПМН со сериозни обвинувања, тие се уште шпекулации кои тешко натаму можат да се докажат од страна на еден медиум, од еден телевизија, дека се обидувате да изфингирате гласови кои треба да ви обезбедат победа на изборите преку администрацијата. Што можете да кажете во врска со тоа? Ги слушнавме денеска образложенијата и на министерот Милошовски, но и на Георгиев од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од прва рака. Како вие гледате на тоа? Се работи за груби шпекулации, се работи за ситуација каде што СДСМ, особено водството, кое што е свесно дека нема да ги добие овие избори, дека ВМРО ДПМН ќе ги добие, се обидува да најде алиби за на изборниот ден да каже дека еве изгубивме бидејќи не беа регуларни, имаше многу неправилности.
Јас одговорно тврдам дека и како премиер, и како влада, и како партија, ние ќе направиме максимално се што е во наша моќ, да имаме фер, слободни, демократски избори. Тоа е наш најголем интерес и многу поголем отколку на СДСМ, бидејќи сите очекувања, сите анализи покажуваат дека ние ќе ја имаме најголемата доверба од граѓаните и ние не би сакале да имаме победа која што ќе биде засенета од некакви кажувања дека ова се случило, она се случило, нешто неправилно било, незаконски било. Наш најголем интерес е се да биде чисто, се да биде законски, за на крајот, кога ќе дојде победата, да се знае дека е чиста. Ние не сакаме нечиста победа. Така. Тоа води кон лошо после, лошо за државата и лошо за сите нас. Можеби Така што се работи за чекори кои што некому се разбира во СДСМ треба да му дадат алиби зошто ги загуби изборите. Демек не ги загубил затоа што не ја добил поддршката од граѓаните, туку затоа што имало некакви незаконитости, неправилности, притисоци и така натаму, и сега се влегува во еден круг на шпекулации, на фингирања, на наместења, на преувеличувања, на искривувања на некои работи. Најлошиот, според мене, момент е сите тие лоши моменти во предизборието да се рефлектираат во рамки на Државната изборна комисија, затоа што таму имаме председател кој е од опозиционата партија. Еве денеска имам информација која пласиравме во дневникот дека веќе постоел обид тоа што го емитува А1 на нивните вести да влезе како точка на седница на Државната изборна комисија. Значи, што ќе направите вие како... Нека влезе, ние сакаме и обвинителството, и антикорупцијската комисија, ако треба судовите, сите нека го испита. Ако некој нешто сгрешил е виновен, нека одговара. Ама да не остани шпекулација дека нешто ние сме направиле, затоа што тоа ќе остани дамка, значи ние сакаме да влезе. Ние немаме против во сите можни институции да влезе и сите да си го дадат своето мислење. Имавте неколку критики денови врзани за Кондарков за председателот на Државната изборна комисија. Вие лично што мислите, ќе успее, ќе се обиде или ќе успее да ги раздвои партиската од државната? Прерано е да се заклучи. Неговиот старт беше прилично лош, беше крајно партијашки, а функцијата му е таква да мора да биде над ситуацијата, над партиски да делува. Стартот му беше крајно про една партија и изјавите и така натаму. Се надевам дека нема да дозволи да биде една од последните жртви на Бранко Црвенковски. И не му го посакувам тоа. Тој е млад човек, млад политичар, може да направи перспектива за себе. Не треба да дозволи некој да го изманипулира, за да му е заскрие завршетокот на политичката кариера која што беше погубна во 90-тите, па и потоа за Македонија и за многу граѓани на Македонија, сега тој да му го изработи покривањето на тој дел. Така што се надевам дека човекот ќе најде сили и ќе биде доволно разумен да си го заврши мандатот професионално, честно и одговорно према граѓаните, а не кон една личност на која што и требаат луѓе кои што ќе изработат сега во лична корист на таа личност, а не во корист на партијата, СДСМ или во корист на сите граѓани на Македонија. Добро, јас овде имам стварно многу прашања, уште ќе ги оставиме ако немате ништо против за некоја наредна прилика да пробаме да испоштуваме програмската шема за овој дневник. Јас ви благодарам за ова гостување. Одиме со еден форшман, па... Благодарам на вас, ми беше задоволство што ме поканивте и поздрав до сите што не следат.